Песет години по официјалниот старт на продажбата на малиот, компактен и функционален градски автомобил Volkswagen Polo, германскиот автомобилски титан започнува сосема нова ера. Брендот е подготвен за официјалното лансирање на новиот Volkswagen ID Polo. Како што вели директорот на компанијата Томас Шефер, ID Polo го означува почетокот на новата генерација на Volkswagen, со свеж изглед, интуитивни операции, врвен квалитет и првокласни возни карактеристики. Со стартна цена на основниот модел од само 25.000 евра, ја правиме електромобилноста достапна за многу луѓе во Европа, продолжува Шефер. И ова е само почетокот, затоа што во 2026 година ќе лансираме дури 6 нови електрични модели, сите 100% Volkswagen. Компактниот Urban ID Polo е првиот модел што ќе го носи со себе новиот дизајнерски јазик под името Pure Positive, или едноставно чисто позитивно, воведен од новиот шеф на дизајнот на Volkswagen, Андреас Минт. Официјалното деби се очекува да биде следната пролет, а ID Polo ќе биде достапен во 3 варијанти на моторот, со 85 киловати или 116 коњски сили, 99 киловати или 135 коњски сили и 155 киловати или 211 коњски сили. Спортскиот пак ID Polo GTI со моќност од 166 киловати или 226 коњски сили ќе уследи подоцна во 2026 година. Двете варијанти со 85 киловати и 99 киловати ќе дојдат со стандардна 37 киловат часовна LFP или литиум железно фосфатна батерија со висока волтажа. Батеријата ќе може да се полни со брз DC полнач до 90 киловати. Новиот ID Polo доаѓа со нов погон на предните тркала, базиране на развиената Modular Electric Drive Matrix MEB Plus платформа, со која се намалуваат трошоците и потрошувачката, а се зголемува и рангот на поминати километри со едно полнење. Новото ID Polo е долго 4053 мм, широко 1816 мм и високо 1530 мм. Меѓуоскиното растојание изнесува 2600 мм. Иако по димензии ID Polo е слично со класичното, сепак компактните модули на автомобилот обезбедуваат 19 мм повеќе внатрешна должина, која особено се забележува на задната клупа, како и многу поголем простор во багажникот од 435 литри, што представува пораст од 24% споредено со класичниот модел, кој имаше простор од 351 литар. Со спуштени задни седишта се отвара вкупен волумен од 1243 литри. Новиот ID Polo ќе биде со 4 врати и 5 седишта, со што се надминува проблематичниот пристап на задниот ред седишта кај моделите со 2 врати. ID Polo ќе се произведува во фабриката на Seat и Cupra, кои се дел од групацијата Volkswagen, во местото Martorell, Шпанија.
кујната на германскиот премиум бренд Mercedes-Benz се подготвува уште еден премиум SUV автомобил, кој на пазарот во Европа ќе биде лансиран следната пролет. Се работи за моделот Mercedes GLB, достапен во варијанти со 5 и со 7 седишта, многу простор, освежен дизајн, одличен комфор во возењето и со моќност доволна за влечење и на приколка или трейлер со вкупна маса од 2 тона. За безгрижен семеен одмор се грижи и големиот простор за складирање во предниот дел, така наречен франк, од 127 литри, а во задниот багажник има простор за дополнителни 540 литри за моделот со 5 и 480 литри волумен за моделот со 7 седишта. Ако пак ги спуштите задните седишта, се отвора огромен простор од 1715 литри волумен за товарање. Сите овие фактори го прават идеален избор за семејства. Комплетно електричниот премиум SUV ќе има автономија според ВЛТП стандардите од 631 км со едно полнење на батериите, сосема доволно за секојдневно маневрирање, но и за патување на подолги релации. Германците направиле интересна пресметка дека голем број на патеки, например од Келн до Берлин, од Рим до Венеција, од Лион до Страсбург, а ние ќе додадеме и од Скопје до Атина или од Скопје до Белград. Сето тоа се патеки пократки од 600 км, со кои без проблем ќе стигнете до вашата посакувана цел со наполнета батерија. Како резултат на врвната волт електрична архитектура, автомобилот може да се нахрани со дополнителни 260 км патека со дополнување на батеријата во рок од само 10 минути. Моделската линија се очекува набрзо да биде збогатена и со врвни хибридни мотори со 48 волтна технологија и електричен мотор интегриран во трансмисијата. Кај хибридните мотори се очекува да се вградуваат и 3 врвни мотори со внатрешно согорување со 3 нивоа на моќност. И кај нив ќе постои опција за избор на возило со погон на предните тркала или 4MATIC варијанта. На почетокот од продажбата во декември 2025 година, клиентите ќе може да конфигурираат само 2 варијанти: моделот GLB 250 Plus со цена од 59.000 евра или моделот 350 4MATIC со почетна цена од 62.000 евра. Споредено со претходниот модел, новиот електричен GLB нуди многу поголем простор над главата во првите 2 реда на седишта и повеќе простор за нозете во задниот ред, а автомобилот е опремен и со сончев панорамски покрив како стандардна опрема. 4MATIC варијантите се идеални за возење на и надвор од патот. Кај нив, во моментите кога е потребна дополнителна тракција и прилепување на патот, се активира електричниот мотор на предната оска, а кај овие модели постои и Terrain Mode, со кој возилото се прилагодува и на нерамни површини и земјен пат. Новиот GLB или GLB има моќни SUV пропорции, со мускулести раменици и јасно препознатлив офроуд карактер. На предницата, во маската се интегрирани 94 индивидуално анимирани LED ѕвездички во хромиран изглед, кои се сместени во маската на ладилникот. Во поглед на безбедноста, GLB има голем број на системи за асистенција на возачот, како што се Distronic системот за контрола на оддалеченост, со 8 камери, 5 радарски сензори, 12 ултрасонични сензори и компјутер со високи перформанси и водено ладење, со доволни резерви на моќност за идни функции и over-the-air апдејти на софтверот. Уште еден прилог за тоа дека автомобилот има исклучително семеен карактер е и тоа што во 2 реда задни седишта може да врзете 4 детски седишта, плюс уште едно на совозачкото место.
Се разбира, во модерните автомобили ништо без мултимедиумските системи. Токму затоа, GLB е опремен со лепдечкиот и опционален MBUX Superscreen, кој е составен од екран за возачот голем 26 см, централен дисплеј од 35,6 см и дисплеј за совозачот од исто така 35,6 см. Централната конзола е поставена високо со дополнителен простор за одлагање на предмети. Во интериерот е сместен и новиот атрактивен волан со ергономски дизајн и команди кои се интуитивни и едноставни за користење. Новиот GLB исто така работи на комплетно in-house развиениот оперативен систем Mercedes-Benz MB.OS. Тука е и виртуелниот асистент кој ве води на вашата патека, го менаџира навигацијскиот систем, ви ги дава неопходните и помалку битните информации кои од него ги барате, одговара на вашите прашања и ги црпи сите расположиви информации од дигиталниот свет. Нема сомнеш дека Mercedes-Benz со новиот GLB воведува уште еден сериозен SUV автомобил во својата палета на модерни, напредни, семејни и ултралуксузни автомобили, кој секако ќе ја најде својата специфична клиентела и фан база. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Француски Citroen реши да му пркоси на трендот во автоиндустријата и наместо нов SUV или кросовер автомобил, реши да креира нов, револуционерен и концептен миниван. Овој проект го носи името Elo и на јавноста официјално ќе биде представен на сајмот за автомобили во Брисел, кој почнува на 9 јануари следната година. Концептот од иднината има коцкаст облик, лизгачки врати и големи стаклени површини, а кабината е целосно модуларна. Во низината внатрешност се стандардно поставени 4 седишта, а дополнително може да се постават уште 2, со што вкупниот капацитет за седење на овој мултинаменски ван изнесува 6 патници. Интересен е концептот според кој предните седишта може целосно да се изротираат околу својата оска и на патниците од предниот ред да им овозможат разговор лице во лице со оние од задниот ред на седишта. Со тоа, Elo успешно се трансформира во интересен лаунж, канцеларија, па дури и со иновативното распоредување на седиштата може да се добие и комплетна спална соба за спиење. Elo е долг 4,1 метри, што го прави компактен, но истовремено и прилично функционален. На местото на возачот е планирано само едно лице, а воланот е поставен во средината. Концептот е замислен како целосно електрично возило, а во интериерот и на возачкото место е поставен футуристички и револуционерен волан со минималистички дисплеј. Концептот, како и повеќето концепти впрочем, не е замислен да оди во сериско производство, но нема дилеми дека одредени елементи од него можат да стигнат во производството на некои идни автомобили од марката. За италијанскиот бренд од Торино, во поновата историја на компанијата нема позначаен модел од малиот градски фраер Fiat 500 или на италијански јазик Fiat Cinquecento. Fiat 500 беше роден во далечната 1957 година и се произведуваше до 1975. А со неговото воскреснување во 2007 година со нов, трендовски и модерен дизајн, компанијата имаше за цел да го поправи својот кородиран имидж, повторно да ја анимира својата фан база, да ги надмине финансиските проблеми и да се врати на голема врата во Европа и светот. Како значајна пресвртна точка беше одбележен и почетокот на производството на хибридниот модел на Fiat 500, по екскурзиите во други фабрики назад во фабриката Mirafiori. Колку е значаен овој мини за Fiat, покажува и целата фама која се крена во родниот град Торино, местото каде Fiat е роден и каде продолжува да еволуира. За промоција на хибридниот 500, Fiat ги активираше сите расположиви ресурси во 7 содржајни дена. Неделата на промовирање на Fiat 500 хибрид започна со медија тест возење, во кој учествуваа многу значајни специјализирани новинари од Европа и светот. Како што изјави Оливие Франсоа, директорот на Fiat, Fiat Cinquecento
од секогаш го рефлектирал духот на Торино. Неговата гениалност, културна вибрација и индустријска душа во која се спојуваат традицијата и иновацијата. А лансирањето на 500 хибрид е славење на две работи кои припаѓаат заедно. Едната е 500 и втората работа е градот кој го создаде. А малиот Чиквеченто е нашиот амбасадор на културата, духот и љубовта во се што правиме насекаде во светот, заврши Оливие Франсуа. По тест возењето со новинарите, Фиат 500 се најде и на црвениот тепих на филмскиот фестивал во Торино. 43-ти поред, фестивалот го посетија многу режисери, актери, професионалци од светот на филмот, кои се возеа токму во Фиат 500 хибрид. А беше организирана и специјална изложба во Националниот музеј на филмот во Торино, под работен назив Италија која ја сакаме и на која патуваме со Фиат низ нашите кинематографски ремек дела. Во фабриката Мира Фиори, во оделот за класични автомобили на групацијата, беше издвоено место и за Фиат 500 во Херитидж клубот на Стелантис. Кога настаните се нижат во лулката на модата, не може ништо да пројде покрај Vanity Fair, кои во Милано организираа дводневен настан во Театро Лирико Джорджо Габер. Еден од протагонистите на изложбата секако беше и Фиат 500 хибрид. На крајот, хибридната верзија се најде и во центарот на вниманието и на градскиот маратон на Торино и како официјален пейскар ги водеше илјадниците тркачи низ улиците на Торино, минувајќи покрај иконските места и атракции на градот, вклучувајќи ја и историската фабрика Мира Фиори. Набиената агенда во овие промотивни 7 дена заврши и со официјалното лансирање на продажбата на хибридниот 500 хибрид, кој од Торино ќе продолжи да патува до салоните во Европа и светот и ќе запише сосема нова страница во развојот на брендот.